Видовме и слушнавме од Илма Метео, свежо или студено утро и такви температури не очекуваат и до крајот на годината, а во овој период од годината се разбира присутни се и сезонските вируси. Камо да видам? Впрочем, секоја година. Како си ти? Добра сум. Ти си подобра. Добра сум. Минемица Барасалски За разлика од утрово, да. Малку се прилагодивме, добро ни е, пријатно ни е во студиото, веројатно и во вашите домови, но треба да внимаваме и да го одржуваме добар нашиот имунитет, особено во овој период од годината. Рековме сезонските вируси, но нели аптеките се тука да добиеме нешто кое што ни треба во однос на витамини, суплементи, тоа што се препорачува. А што е тоа, Марија, во продолжение подетално во следниот разговор. Марија, добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро и до вас, колеги. Верувам дека секогаш сите информации во однос на оваа тема се од интерес. Ќе говориме за грипот, настинката, со оглед на тоа дека се чести овие здравствени појави во зимскиот период, но и ќе напоменеме за соодветната терапија, со оглед на тоа дека честопати сите оние лица кои што имаат проблеми со настинките и гриповите, соодветна терапија бараат најпрво во аптеките, односно на некој начин аптеките се прва станица за оние кои што ги имаат овие здравствени проблеми. Многу повеќе нова тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Билјана Боџиновска, која е фармацевт. Да и посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Благодарам за поканата во вашата утринска емисија и се надевам дека преку некои практични совети ќе помогнеме доста на сите оние кои што ги имаат проблемите со сезонскиот грип и настинките. Ви благодарам многу што одвоивте време да говориме токму на оваа тема и да ги дадеме тие практични совети. На самиот почеток ќе прашам колку всушност има фреквенција од наши сограѓани кои што имаат вакви здравствени проблеми и бараат соодветна терапија во аптеките. Се почесто, затоа што самото време е променливо, кое што за жал и невообичаените температури за месец декември дополнително влијаат, така да настинките и вирусите се почести, почнувајќи не само оние на одгорно-респираторни, туку дури и дигестивни, односно проблеми кои што пациентите невообичаено ги имале во претходните години токму во месец декември. Заради тоа секогаш велиме дека правилното советување и навремениот третман на овие симптоми се многу важни, заради тоа што колку побрзо делуваме, толку имаме поефикасен третман на болеста. Каква терапија најчесто препорачувате за оние лица кои што имаат и настинка и грип? Дали верувам и постои различна соодветна терапија за овие два проблема? Така, секако првенствено кога пациентите се обраќаат до аптеките и до нас фармацевтите, заради тоа што рековме сепак како најдостапни здравствени работници, првиот совет се бара токму од нас фармацевтите, секогаш одиме кон практични советувања, а пред да советуваме мораме да поставиме неколку прашања. Првенствено прашање во однос на симптомите кои што пациентите ги имаат, понатаму евентуално одредени хронични болести или терапија доколку примаат, заради тоа што кон секој пациент не можеме подеднако исто да постапиме, меѓутоа она кое што го даваме како препорака е индивидуализирана зависно од симптомите што пациентот ги има и евентуално хроничната терапија што ја прима. Симптомите се најразлични и врз основа на нивниот интензитет велиме дека одредени симптоми може да се третираат од страна на фармацевтите и да се даде одредена симптоматска терапија, меѓутоа одредени симптоми бараат сега и веднаш упатување кон матичниот лекар. И затоа секогаш апелот од страна на нас фармацевтите е дека пациентите не треба да се само лекуваат дома, заради тоа што кај симптомите за настинка или симптомите за грип се сосема различни симптоми кои што по правило би требале доколку ги третираме соодветно во првите 3 до 5 дена симптоматологијата, интензитетот да се поднамалува. Ако пациентот гледа дека после третиот ден не се намалуваат симптомите, имаме повишена температура која што надминува над 39 степени Целзиусови, се влошуваат симптомите на горно-респираторна секреција, зголемен згуснат секрет, искашлување поготово каде што имаме секрет кој што е пропретен со сукрвица, болки во градите. Едноставно тоа се симптоми кои што не можат самостојно пациентите дома да ги третираат, ниту да ги третираат само со симптоматска терапија. Тогаш и ние како фармацевти упатуваме сега и веднаш кон матичните лекари, заради тоа што многу често во овој период почнуваат настинките, почнува и грипот како вирусна инфекција, која што знаеме дека се лечи со суплементација витамини, меѓутоа многу често ако не соодветно се третира, таа преминува и во бактеријска инфекција, која што може едноставно да даде многу комплицирана клиничка слика.
Еве, веќе кога го напоменавте, само лекувањето само по себе е погрешно, да, но кои се оние најчести кардинални грешки кои што ги прават граѓаните при самото лекување? Најголемите грешки кои што ги прават е и при најмала покачена температура пациентите веднаш земаат лек кој што ќе намали температурата, односно антипиретик. Тоа е сосема погрешно и затоа советувањето и на нас фармацевтите и на лекарите оди кон таа да температурата која што не е повисока од 38 степени Целзиусови да не се третира со лек. Во основа да се дозволи самиот имунолошки систем, односно имунитетот на организмот да се избори со болеста и дефинитивно тука се одредени витамини, доволна хидратација на телото, суплементи кои што содржат доволно витамин С, витамин Д, тука е цинкот, значи тоа се додатоци кои што едноставно ќе помогнат во намалување на симптомите и едноставно ќе помогнат, ќе дадат еден вид на суплементација или поддршка на имунолошкиот одговор. Доколку кај пациентите се приметува дека после третиот ден температурата не се симнува, туку се покачува, дека се интензивира мускулната болка и неомалаксаноста, се јавуваат конфузија или несоодветни комуникации со тој пациент. Значи, не смееме тие пациенти да ги третираме во домашна средина, туку мораме веднаш да ги упатиме кон матичните лекари. Многу е важно да сите ние како здравствени работници, првенствено фармацевтите кои што сме нели во првата линија на одбрана, делуваме и превентивно. Превенцијата значи да уште пред да дојде сезоната на грип, да превенираме преку сезонската вакцинација, за која што ние многу често апелираме дека подобро да се спречи отколку да се лечи. Многу често слушаме одредени пациенти кои што некогаш ќе искоментираат: ја примивме сезонската вакцина, меѓутоа повторно нели настинавме или се разболевме од грипот, меѓутоа тука мораме да кажеме дека вакцината која што се прима и треба 1 до 2 недели за да се активира и да го создаде потребниот имунолошки одговор. И втор момент е дека симптомите кај овие пациенти доколку дојдат во контакт со грипот се многу помали и не се со таков голем интензитет. И секогаш велиме дека тука се оние правилните хигиенски навики, значи редовно миење на рацете, проветрување на просториите во периодите кога имаме пикови на сезонскиот грип кои што се уште не се постигнати, тие ги очекуваме некаде крајот на јанари, февруари. Едноставно да се избегнуваат нели комуникација со во големи групи. Тие се работи кои што и ние како здравствени работници, фармацевти ги советуваме кон пациентите, меѓутоа и секако верувам дека преку овие контактни емисии, значи доволно долго апелираме кои се превентивните мерки и заштити од грип и настинки. Пред самиот крај сакам да напоменеме нешто повеќе за зајакнување на нашиот имунитет. Да, напоменавме дека вакцинацијата е најважната превенција, но се разбира дека треба и да го градиме нашиот имунитет. Уште ја паметам вашата реченица во претходните вклучувања кога сте напоменале дека имунитет се гради во текот на целата година, а не само во зимските денови. Како правилно да го градиме нашиот имунитет за да се помали шансите да се заразиме со грип или пак да настинеме? Така, имунитетот се гради од повеќе аспекти. Значи, затоа рековме дека не можеме да помислиме на имунитетот само во периодот кога се интензивираат настинките и грипот. Имунитетот се гради во текот на целата година, тоа значи не само преку соодветна суплементација, туку и преку здрави животни навики. Односно, доволно спорт, правилна исхрана и едноставно прилагодување на суплементацијата зависно од потребата на секој индивидуа. Ние сите имаме различна физичка активност, различна професија, различни животни навики во делот на исхраната и заради тоа и суплементацијата не смее да биде избрана и дадена како на сите подеднако. Затоа велам, доколку некој има потреба можеби од суплементација на витамини и минерали, други пациенти имаат потреба од суплементација на антиоксиданси, колагени и заради тоа велам дека секоја индивидуална препорака во текот на целата година, соодветно зависно од исхраната и потребата, дефинитивно гради еден здрав и силен имунолошки одговор. И да не ги заборавиме дружбите и комуникациите, затоа што позитивната енергија е она која што нели делува и на нашиот имун систем. Верувам дека е така. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми е драго што имавме можност да говориме на ваква актуелна тема во овој период.
Ви благодарам за поканата и се надевам дека преку вакви практични совети се почесто ќе можеме да ја подигаме свесноста и за вакцинацијата и за превенцијата и секако за потребата од советување со здравствени работници, а не само лекување. Благодарам уште еднаш многу. Се надевам дека сите овие информации од разговорот кој што следуваше токму од лице место беа од корист. Говоревме за превенција и заштита од сезонски грип, но исто така и од настинките. Говоревме за тоа дека соодветната терапија може да се пронајде токму во аптеките како прва станица на многумина, но исто така напоменавме и нешто повеќе за како поточно да го зајакнеме нашиот имунитет кој што се гради во текот на целата година, а не само за време на студените и зимски денови. Благодарност, Марија, до тебе и довиѓана.